Има простор да се изнајде решение за деблокада на евроинтегративниот процес, истакна високата представничка на Европската унија Каја Калас. Механизмот ќе се бара на предстојниот самит на НАТО во Хаг, за каде премиерот Христијан Мицкоски очекува да се организира средба со бугарските власти на која ќе бидат присутни и челниците на унијата Урсула фон дер Лајен и Антонио Кошта. На самитот од македонска страна ќе замине председателката Гордана Силјановска-Давкова. Средбата била првпат спомената меѓу Силјановска и Кошта и сега се чека одговор од официјална Софија. We want North Macedonia to really move on this path, and so we know that there are obstacles on the way, and we were discussing those as well to find really mechanisms to overcome these obstacles. Кога ќе бидеме сите на иста маса, колку и да трае тоа, тогаш е добро да се разговара. Ние веднаш тоа го прифативме. Не знам каков е одговорот од Бугарија, но ние тоа го прифативме и денеска повторно тоа заедно со господата Каја Калас разговаравме на таа тема и апсолутно ја потврдивме нашето пределба. Високата представничка Калас истакна и дека неинтегрирањето на регионот во унијата може да биде безбедносно прашање на што делумно се согласи премиерот. Има сили во регионот кои што сакаат да рефлектираат нестабилност. И затоа кога ќе имаме сите аргументи на еден ваков билатерален состанок, тоа би било многу добро. Тоа би било многу добро да се слушне. На крајот од денот ние сите треба да седнеме и да ги слушнеме аргументите. Може би од таа страна ќе слушнеме некои аргументи кои што до сега не сме ги знаеле. Каде исчезна, да речеме, 200.000 македонци во западна Бугарија. Според Калас, за сега се уште се работи на деблокада на процесот преку прифаќањето на уставните измени. We still have hope that the Plan A works, and we are working for this. And if not, then we will move into next phase. Yes. Таа од Скопје повтори дека Македонија припаѓа во унијата и ја поздрави усогласеноста со надворешната политика како и напорите за реформската агенда.